Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, тука е господинот Љупчо Ристовски од партијата Интегра. Господине Ристовски, добре дојавте во студио 10. Добро ве најдов. Да почнеме со она што е најактуелно, што се случува сега во моментот. Тоа е расправата за не е реконструкција, туку за измена на составот на новата влада. Знаеме, излегува од партијата Алтернатива, влегува Алијанса. Во моментов трае расправа за разрешување на постојните министри. Се уште не сме дојдене до именување на предложените. Па еве вака како еден генерален вовед, како гледате на целиот процес, на целата оваа рокада, да речеме, со партии, како, што е вашето видување за ова? Станува збор за прегрупирање на власта во светлина на очекуваните од нивна страна престојни уставни амандмански измени. Веројатно настанува едно прегрупирање со кое што сакаат да го окрупнат своето мнозинство и да едноставно го зајакнат таборот на гласови кои што веројатно ќе им биде нивна сигурност и претпоставена известност за уставните амандмански измени. Нормално тие користат аргументација дека на тој начин сакаат да отворат европската перспектива на Македонија. Но во позадина се случува нешто што е за мене можеби еден вид на политички земјотрез во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз со една група на сателити помали партии влегува буквално во коалиција со еден сеалбански политички фронт во Македонија. И тоа се осликува и во бројот на министри во владата на Социјалдемократскиот сојуз, се осликува и во политиките што се водат, се осликува веќе и во балансот во администрацијата, во државната администрација, се одликува веќе и на државно ниво. Колку и да изгледа тоа безазлено, колку и да изгледа тоа демократски, на прв поглед остава впечаток дека Социјалдемократскиот сојуз станува заложник на нараснатите апетити на одредени албански екстремистички структури во Македонија. Мислам дека тоа е опасен преседан и мислам дека Социјалдемократскиот сојуз треба да внимава во периодот пред нас да не се стави во ситуација на зависност, иако и сега се зависни, и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН се зависни од доминантната партија во албанскиот политички блок за формирање на влада, затоа што едните го имаат подпишано мајскиот договор и се држат до ветувањата од тој договор и се под влијанието на глобалистички центри на моќ, на Калето, на Американската амбасада, исто и за Социјалдемократскиот сојуз и за ВМРО ДПМН. Мислам дека и едната и другата партија, станувајќи заложник на овие екстремизми и апетити, го ставаат во заложништво и македонскиот народ, и македонската држава од целина, и тоа не е добра основа, ниту пак дава некоја известност за некоја европска перспектива за населението и за државата. За ова што го зборувате сега, за овој аспект, да речеме, на владината програма или работа, зборува и дел од другите помали партии кои беа или се дел од владата. Погласен беше, да речеме, Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, кој веќе излезе од владачкото мнозинство. Тој исто така бараше да се внимава интересно на рамковниот договор, но на рамковниот договор сега од другата страна, бидејќи тој уште претходно кажа дека и други укажаа дека ова значи дека се прекршува и рамковниот договор, бидејќи овие бројки кои се во владата не се во соодност таму со тој договор. Но исто така и тој кажа да се внимава на етничката застапеност во владата, пропорционално и така натаму. Сега, но знаете како, сега имаме ситуација каде што владата е огледало на односот на силите во собранието. Значи, владата сепак ја составуваат мнозинството пратеници, се создава мнозинство во собранието и тоа мнозинство потоа се рефлектира врз владата. Ова што го зборувате за соодносот на, условно кажано, албанските партии во владата е точен, но тоа е соодносот на пратениците на некој начин. Сега, тука, што би било решението? Значи, едно решение е СДСМ да каже, ние не сакаме да формираме влада и да се откажат. Друго решение е да се обидат да состават мнозинство во парламентот без разлика кој од каде доаѓа. Ми се чини дека тие две опции се. Ако зборуваме за краткорочно ефемерно решение, ние подолго време предлагаме
дека требаше да се формира експертска влада, која што ќе се нафати, нормално со политичка подршка од сите, која што ќе се нафати со оние суштински проблеми кои што нападна овој период, нели, пост-ковид кризата, влегуваме во криза за енергија, нели, сериозна енергетска криза, следува и криза за храна и за вода, значи имаме насушни прашања кои што го тангираат обстанокот на народот, значи обстанокот на луѓето, на населението, обстанокот па дури и на многу држави на планетава Земја. Мислам дека тоа беше една повисока цел која што ќе ги релаксираше овие политички тензии и ќе се фокусиравме на економскиот момент да работиме на стандардот на населението и на, нели, економската позиција на државата. А кога зборуваме за еден посериозен момент, системскиот пристап во тој дел, тогаш подхитно мора државата да направи една радикална реформа во политичкиот систем и да започне со измена на законот за избори, каде што ќе се разигра политичката карта во Македонија, ќе се отвори простор за еднаква шанса за секоја нова политичка идеологија, за нови политички ликови, за нови политички визии. Видовме дека Македонија се претвори во едно политичко мочуриште во овие 30 години. Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, зборувам македонскиот блок на политички партии, се исцеден лимон, повеќе немаат што да дадат, нема енергија, нема живост, нема нови идеи, нема нова визија, не гледаме ни нови ликови таму, истите рутини, истите навики се, и од тука Македонија се повеќе и повеќе тоне. На тоа се додаваат, нели, екстремизмите од албанскиот политички блок, екстремизмите од Бугарија, од Грција, од надвор. И се гледа една несмасност во водењето на државничките политики. Ние немаме ни државничко лидерство во дадениот момент. Најозлогласениот пристап во политичките науки и во теоријата и во емпириските практики е да водите политика на постојана попустливост. Тие така наречени апизмент политики, вие постојано да попуштате под притисокот на предпоставено посилниот, помоќниот, некој глобалистички центар на моќ и така натаму. Значи, вие во суштина водите политика на наведната глава, свиена кичма, и едноставно тоа ви го руши достоинството и од тука угледот на Македонија како држава на светската политичка сцена е страотно паднат. Сите извештаи, ако сакате, еве и последниви извештаи дека Македонија е на дното на земјите во Европа по сиромаштија, значи сме најсиромашната земја во Европа. На планетава Земја чекориме кон најсиромашната земја. И ако 30 години две политички гарнитури, Социјалдемократски сојуз и ВМРО ДПМН, не успеале да дадат одговор на тие предизвици и закани по еднината на нацијата, на државата, тогаш е време за радикална промена во политичкиот систем, системски пристап, со нов закон за избори, со една изборна единица, без долен праг, ќе ја разигра политичката сцена, без разлика што опонентите велат дека тоа ќе го отежни формирањето на влада. Не. После неколку изборни циклуси, системот ќе се ревитализира, ќе се ресетираат односите во политичкиот систем и ќе имаме една нова слика каде што политичките монополи ќе добијат еднаква шанса како и сите останати во државата. Јас често пати го говорам примерот во Франција, кога беа претседателските избори, и претседателот и сите останати кандидати во колачот, во буџетот што го имаа за тие избори, добија подеднаков дел и подеднаква шанса и подеднаква минутажа во медиумите. Едноставно сите добија еднаква шанса, еднаква стартна основа. Така е логиката во системот. Монополи во економија се кривично дело, имаме антимонополски закон, ние мора во тој сет на радикални измени да внесеме и антимонополски закони во политиката. Не смееме да дозволуваме политички монополи, не смееме да дозволуваме мастадони на политичката сцена, затоа што тие секој пат водат кон автократско владење, водат кон високо ниво на корупција, водат кон назадување на политичкиот систем, на односите во општеството, се радикализираат, се оставаат опашки позади, едноставно народот не може глава да крене од едни такви мастодони, од еден таков монополизиран политички систем. Да, но ова што го спомнавте за една изборна единица, тоа е нешто што помалите политички партии го барат веќе подолго време, па и поголемите има такви, ми се чини дека СДСМ и предложи таков закон во собранието, но тогаш беше одбиен, ми се чини од ВМРО ДПМН и од ДУИ. Дали тоа било искрено сега предложување или било поради веќе познати математика ќе биде одбиен, тоа е друго. Ако си ја сакаат татковината, ако ја сакаат оваа држава, ако му мислат добро на овој народ, таквиот модел е добар и за нив.
тие ќе се ослободат од јамката која им се стега од екстремизмиве од дома, од албанскиот екстремизам, од екстремизмите од Софија, од Грција и така натаму. Значи, тие нема да бидат заложници и ставени во заложништво од било кој екстремизам утре. Значи, македонската политичка сцена мора да се разигра. Не е ова се што го имаме, не е ова потенцијалот кој што го има македонскиот народ и сите останати, дали албанската етничка заедница, дали останатите малцински етнички групи. Има потенцијал. Во оваа држава се раѓале умови. За жал, ние сега таквите ги одлеваме надвор, затоа што имаме несреден систем, затоа што имате монополизиран систем, каде што чопори владеат. Да, но господин Ристовски, еве и да сакаме, да претпоставиме дека сакаме да постигнеме на таква промена со отворени листи, бидејќи сега кога зборуваме за една изборна единица и затворени листи, тоа се уште една работа, додатно и многу невладини организации, наблюдувачи на избори, експерти имаат укажано дека тоа се позитивни промени, дека нема ништо спорно, дека тоа ќе ја разигра демократијата, но ми се чини дека само зборуваме на овие теми, еве со години веќе, па ако не и со децении, но нема промена, бидејќи очигледно е дека големите партии не сакаат да се откажат од монополот кој го имаат. Како тогаш да се дојде до една таква промена, бидејќи тие едноставно не сакаат. Нема волја. Сите анкети, сите истражувања покажуваат висок процент на деморализирана политичка маса во Македонија. Таа се движи од 53 до 58%. Тоа значи дека мнозинството од населението, било од македонскиот народ, било од албанската етничка заедница, било од малцинските етнички групи, едноставно не излегуваат на гласање, не сакаат да учествуваат во еден монополизиран систем, кога имате скриени информации дека и парламентарните избори 2020 година со доминион моделот биле украдени, киднапирани и буквално ресетирани резултатите, кога еве сега имате на YouTube веќе снимки од 41-та седница на ДИК, каде што еден член од ДИК јавно кажува дека имало двојно гласање, тоа значи дека имало двојни листи и ниеднаш Државната изборна комисија не се одважи да ги спореди реалните листи кои што ги имаат во Државната изборна комисија и тие кои што се во гласачките кутии. Затоа што очигледно високо е нивото на сомневање дека и локалните избори биле комплетно киднапирани од еден окториран центар на моќ. Значи, вака Македонија не може понатаму да оди. Сакаме ли ние да имаме вистинска демократија или не сакаме да имаме вистинска демократија? Сакаме ли ние да го развиеме и потикнеме слободарскиот дух на нацијата и да го изнедриме на површина творечкиот потенцијал на секој индивидуа било каде на било која точка во Македонија или не сакаме? Значи, дали сакаме или не, го изразуваме преку политичката волја. Ако Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН не сакаат јавно, јасно и декларативно да се усогласат со очигледните анкети кои што велат дека преку 85% од населението бара една изборна единица без долен праг, тогаш тие работат спротивно на интересите на својот народ, спротивно на интересите на државата. Едноставно, чувајќи својата монополска позиција, тие ги чува своите авторитарни позиции на моќ утре, ги чува своите изворишта на корупција и едноставно ја чува својата усталена ситуација која од Македонија прави политичко мочуриште, народот тоне, децата ни одат надвор, стануваме најсиромашна држава на планетава Земја, едноставно нема здив народот повеќе. Деморализиран е, едноставно мора да направиме радикална промена и јас очекувам дека овие 53 до 58% кои што се уште се колебаат, не знаат кому да го дадат гласот, не сакаат да гласат, се деморализирани, едноставно седат во зоната на комфорт, гледаат од страна, наблюдуваат, тие треба да земат ситуацијата во свој раце. И затоа треба во третиот сет на радикални реформи на политичкиот систем да се размислува сериозно за еден пресврт, да имаме ние задолжително гласање, буквално да имаме задолжително гласање како што е пописот задолжителен, без да ги казнуваме луѓето ако не гласат, но да ги стимулираме со процентуално ослободување на дел од персонален данок, данок од добивка или било каков данок, комунални такси и така натаму, да едноставно го видат бенефитот од гласањето. Значи, крајниот врв на една демократија е секој глас да си го добие своето место. Ние не смееме да изгубиме ниту еден глас, макар и тој што е останат на страна што не е излезен преку гласачкото ливче. Ние мора да ја бараме експресијата на секоја индивидуа, да видиме каде сака нацијата да движи. Ако 53 до 58% на сите анкети години наназад, во просек, ви кажува дека нешто не е во ред во држава, луѓе ако не сакаат да учествуваат во политичкиот систем, ви кажува дека играта едноставно не им е допадлива. Дека има нешто кое што
Тие не го сакаат. Добро, тоа е јасно дека они на таков начин го покажуваат да револтот со таа И тоа абстиненција е сосема логична да. револт, тоа е политички став. Ако го погледнете од друга страна, од друг агол, од друга перспектива, тоа е еден сериозен политички став на кој што треба да се замислат сите политички субјекти на политичката сцена. И ако сега, ако ова го разиграте како што ние го кажуваме, нели, како политичка партија, веќе добивате еден нов политички модел во државата. Модел кој што го развива слободарскиот дух на нацијата. Добивате систем во кој што младите ќе речат, чекај, имам перспектива да се борам во еден ваков систем, во кој што нема монополи, немате некои предодредени да владеат секогаш, не е држава од татко им, не е наследство од родители, не е нивна дедовина. Ајде да ве прашам во однос на стратегијата, ова го зборувате вие одамна, го зборуваат и други, можеби на некој друг начин, но некако повторно ќе кажам, не успева да се разбие монополот на големите партии, значи условно кажано помалите партии како вашата не успева да дојдат до гласачите. Имаме еден, да речеме, еден политички феномен кој е одразен во левица, која е една од ретките партии која успеа да се етаблира, да речеме, на политичката сцена, да има едни сериозни рейтинзи кои се повторуваат веќе цело време, но останатите политички субјекти, ако ги има многу, можеме слободно да кажеме, некако не успева да испливаат на површина. Зошто е тоа така? Каде вие ја наоѓате? Дали е во системот, дали е во вас, дали е во граѓаните, каде е проблемот? Видете, сите агенции на социализација, тоа е политичката категорија, си има свое влијание на процесот. И тоа не е едноставна работа. Еден агент на социализација се медиумите. Тие треба да се отворат за различни политички гледишта, за критичко гледање на владените политики. Значи, медиумите треба да имат исто така силно активна улога и конечно да си ја презема својата позиција на, нели, четврта власт. Тие се седма сила, едноставно медиумите се тие кои што мора да наметнат политичка клима, да наметнат дебати, да наметнат дискусии во јавноста, да едноставно се размрда граѓанството, да таа деморализираност, таа спласнатост на политичко размислување кај населението се разбуди едноставно. Медиумите се еден од агенциите на социализација кој што може да одигра сериозна улога во овој правец. Политичките партии исто така. Без разлика колку не ограничуваат, ние со последните измени на закон за избори, 2 дена пред локалните избори, тие ограничуваат на 3% за вонпарламентарните партии и независните листи во минутажа на телевизија. Само 3% соодветно на тоа и колачот од буџетот. Тоа значи ги одземаат 10% што претходно ги имале вонпарламентарните партии на претходните парламентарни избори. И се ги доделуваат самите на себе. Тоа кажува дека тие се плашат од нови политички субјекти, од нови политички ликови, се плашат од нова визија, од нови идеологии, се плашат од стаменити субјекти кои што жестоко ја критикуваат и власта, но жестоко ја критикуваат и опозицијата кога соработува со власта. Ние во дадениот момент, јас X пати наназад говорам дека го имаме на сцена тангото со ѓаволот. Едноставно, власта и опозицијата соработуваат со скриени политики. Еве и сега, замислете, дали е подпредседател на влада, не знам, но подпредседател на влада се дрзнува јавно да кажува дека време е да започнат скриени разговори, тајни преговори со лидерството на ВМРО, ДПМН и така натаму. Од друга страна, холандската амбасада и холандскиот амбасадор објавува пост каде што вели дека лидерот на парламентарната опозиција дал комитмент. И тој сега треба, очекувам да вели амбасадорот, да делува согласно неговиот комитмент за да отвориме европската перспектива на Македонија. Што може да биде комитментот? Што може да биде ветувањето, освен да бидат конструктивна опозиција, што го ветуваат наназад години, уште од времето на Хан, Јоханес Хан. ВМРО, ДПМН и Мицкоски постојано ветува дека се конструктивна опозиција и сега му има ветено и на холандскиот амбасадор и на Калето дека ќе бидат конструктивна опозиција во предвечерието на уставните амандмански промени, ќе им треба време малку тоа да се усогласи за да не ги изгубат гласачите и да се надеват евентуално утре да дојдат на власт. Такви скриени политики, такви тајни разговори далеку од очите на јавноста како што предлага вице-премиерот, тоа е страшна работа. Такви скриени политики ја донесува Македонија на дното. Демократијата подразбира транспарентност, демократијата подразбира тоа да се прави на увид на јавноста. Ако треба да има отворена седница, отворена конференција на која што власта, опозицијата и вонпарламентарните партии јавно ќе дискутираат.
Под камери, ако треба 24/7 на третиот канал на македонска телевизија и на други телевизии ќе оди една таква дебата. Јавноста треба да се вклучи, треба да отвориме луѓе, станува збор за историски пресвртници, станува збор за факање на правец на нацијата и на државата. До сега се виде дека на овој начин не може, мора да внесеме иновативни решенија, мора да внесеме латерален пристап, страничен, изненадување на политичката сцена, мора да се направи. Тоа се прави исклучиво само со радикален системски пристап. И до тоа мора да дојде. Вака Македонија нема да оди во ендекс. Се што предвидовме се случува на политичката сцена. Не може вие постојано уставот да го правите швајцарско сирење. Со рамковниот договор правите амандмански измени под притисок, под уцена и така натаму, подвоена уцена. Со Преспанскиот договор вие правите буквално промена под притисок, под уцена, менувате устав и така натаму. Сега сакате со бугарската спогодба да правите исто така промена. Уставот го направиме швајцарско сирење. Добро, дојдовме до тоа прашање, до уставните измени. Тука сега едниот аспект е ова што вие го зборувате, дека системот се менува под притисок, под уцена, како што вие велите. Значи не го правиме тоа доброволност. Тоа е веќе услов за почеток на отварање на поглавјата со Европската Унија, но од друга страна има различни мислења. Па дури лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вели во суштина немаме ништо против ставањето на бугарите во уставот, како чин сам по себе и ставање на останатите заедници хрвати, црногорци и така натаму, но вели имаме против што тоа се прави на ваков начин, под притисок, нешто слично што ова и вие го велите. Ајде вас да ве прашам во однос на тоа, што мислите вие за самиот чин на ставање на бугари во уставот, дали е спорен? Дали е спорно утре да имаме во уставот нели делови од бугарскиот народ? А јас да прашам, еве јавноста да прашам, зошто дозволивме да дојдеме до таква точка? Зошто дозволивме да биде прифатен францускиот предлог и зошто дозволивме и покрај укажувањата на Вашингтон и на Американската амбасада, покрај укажувањето на Брисел, немојте да внесувате билатерални прашања во односите меѓу државите во процесот на преговори со Европска Унија. Немојте, тоа е опасна замка. Тие не предупредува и јавно, и Американската амбасадорска говореше, и американски официјални представници говореа, немојте билатерални прашања. Зошто ние дозволивме билатерални прашања да внесеме на патот на Македонија кон Европската Унија? Зошто дозволуваме да бидеме ставени во таква понижувачка ситуација да вие морате устав да промените? Луѓе, знаете ли што значи промена на устав? Тие можеби го промена кажале... на устав треба да биде празник на нацијата. Треба да биде празник на државата. Тие можеби го кажале тоа што го вие велите, но сепак сите го поздравија францускиот предлог. Кој го поздравил сите? Ние не го поздравивме никогаш. Ние беме жестоки критикувачи и противници на францускиот предлог. Зборувам за истите овие, за меѓународната заедница, и Брисел и Вашингтон сите го поздравија. Па внимавајте кога гледате дека имате несолена и недоветна политичка гарнитура која што запнала да оди со глава во зид, ке поздравите и ќе си укнижите ваш политички успех. Тие претходно ги дадоа своите изјави, ние треба да бидеме мудри и да ги читаме изјавите. На крај крајви ние треба да бидеме мудри и да читаме нашата политичка мисла. Во Македонија нашиот сенс треба да го имаме. Ние мудро треба да постапуваме и да го чуваме достоинството на народот и на државата. Не можете вие да започнете преговори со Европска Унија со промена на устав, луѓе. Тоа е крајен стадиум, тоа е крајна фаза. Не може вие да почнете, тоа е тепање, како да ви кажам, мравки со стап. Тепање мравки со стап. Вие не можете при сите разрешувања наводни на кризи и така натаму од 2001 нели рамковниот договор, Преспанскиот договор и сега Бугарскиот договор, вие започнувате со менување на устав. Зошто ви е тоа потребно? Менувањето на устав треба да биде краен производ на членството на Македонија во Европската Унија. И тоа треба да биде празник на нацијата, масовно поздравено од секој поединец во Македонија. Значи, уставот е рамката во која што живее една нација, еден народ општи, од тоа излегуваат сите законски и подзаконски акти во државата. Од тоа излегува нормата како ние ќе треба да се однесуваме едни од други во општеството. Какво ќе биде општеството, каква ќе биде татковината и државата во однос надвор према други држави. Сега служиме за подсмев, луѓе. Па погледнете ги социјалните мрежи во на екс-југословенскиот простор, во соседниве земји и така натаму. Сите се подсмеваат со Македонија и со македонците. Ние по сите основи дозволивме да едноставно бидеме предмет на подсмев. Па
Како, со кој образ овие политички партии бараат повторно да бидат на политичката сцена, кога ја донесува Македонија и нацијата на дното едноставно? Добро, но сепак не ми одговоривте за другиот аспект на прашањето, а тоа е за самото ставање на Бугарија во уставот. Значи не заменување на устав, јасен ми е вашиот став, туку конкретно за таа работа. Што мислите за тоа дека во уставот дали постои некаква опасност во едни нормални услови? Јас ќе ви кажам, политичката наука што говори. Јас предавам разрешување конфликти. Првото правило во разрешување на конфликти е принципот на реципроцитет. Ние тоа правило не го користиме. Ние бегаме од тоа правило. Не можете во услови на отворен, непријателски, екстремистички став на официјална Софија. Не збориме на одредени октруирани структури лево и десно, зборуваме за председател на држава, зборуваме за премиер, зборуваме за министри во владата, зборуваме за европратеници кои што се естаблишмент политички во соседна држава. Ти имат отворен непријателски став кон Македонија, постоење на Македонија како држава, кон македонскиот народ, постоење на народ со свој собствен национален етнички идентитет, со свој македонски јазик, со своја македонска историја, култура и така натаму. Ти имат отворен непријателски став дека ние сме измислена творба и внимавајте, која е идејата позади еден таков став? Да ви ја внесе бугарската асимилација, која што е проверена шема во Пиринскиот дел на Македонија, да ви ја внесе дома. Ние одиме по тој пат, ние одиме кон патот на бездната. И ние тоа го дозволуваме под претпоставена европска перспектива. Никаква европска перспектива не отвараме со промената на уставот и внесот на бугарите внатре. Затоа што тоа е кукавишјо јајце кое што утре ќе отвори страшни проблеми во Македонија, внатре домицилни проблеми. Нито еден аргумент нема владата да го сили народот и нацијата да врши сега уцена и притисок на ВМРО ДПМН, нели, скриени тајни преговори, што значи дека ќе им нудат мито, дека ќе внесат коруптивни механизми, ќе внесат уцена, ќе се ценка со ослободување на затвореници од притвор. Што е тоа тајни разговори? Тоа значи дека ќе внесат прљава политика? Тоа значи дека ќе влезат балкански методи и меѓународна заедница ќе ги одобри повторно на штета на македонскиот народ, повторно на штета на татковината Македонија? Не можеме ние да одиме на таков начин. Ние не смеевме да дозволиме да се ставиме во една таква ситуација и ние може елегантно да се излечеме. Знаете, парада е ова што се направи во Благоевград. Бевме и ние на отварањето на центарот таму. Беше и лидерот на парламентарната опозиција Мицковски, така беше и на левица Апасиев. Да. Јас ја фрлив ркавицата. Ајде сега, ако сме толку нели во интерес на македонците во Бугарија, да се вратиме секој поединечно индивидуално да даде изјава дека веднаш што дојдеме на власт ќе ја поништиме бугарската спогодба. Ќе ја поништиме бугарската спогодба заради тој фамозен член во кој што вели дека имаме заедничка историја со Бугарија. Немаме заедничка историја со Бугарија. Зошто внесуваме лагаво систем? Зошто се откажуваме од својата автохтона историја? Со Преспанскиот договор го оставивме древниот и библискиот период од Македонија. Со Комисија за историски прашања го даваме средновековието. Значи ние сме биле невидливи во просторот. Внимавајте, невидливи во просторот. Но господин Ристовски, дел од историчарите велат дека таа одредба само по себе не е спорна, бидејќи видите сега заедничка историја. Која одредба? Заедничка историја? Па не да е спорна. Ама видите, сите имаат заедничка историја. И Македонија и Србија имаат заедничка историја. Не. Па биле дел од иста држава. Сите имаат некаква заедничка историја. Србија и Македонија во одредени периоди имале одредени допирни точки во историјата. Тоа што ние сме биле во српско време, Вардарска Бановина овде не е заедничка историја. Не, во Југославија сме биле заедно. Значи имаме заедничка историја некаква. Тоа не е ништо спорно, тоа не значи дека сме. Ама сме имали и посебна историја. Нормално. Сме имале посебна македонска историја. Но во договорот со Бугарија не пишува дека целата историја е заедничка. Има допирни точки тоа. Не знам дали е толку спорно. Мислам дека сите држави и народи кои се граничат имаат некоја заедничка историја во некој момент, која не значи дека идентитетот е различен, тоест. Имате ферма на султанот наредба која што ја има на социјални мрежи во оригинал, каде што во тој период се забранува зборот Македонија. Имате документи во римско време каде што се забранува зборот Македонија и придавката македонски. Вие сега со Преспанскиот договор во Македонија дома забранувате збор Македонија и придавката македонски. Значи во континуитет ние сме во окупација. Зошто би забраниле ако нешто не постоело во римско време, во библиски времења? Зошто некој би забранувал со ферман ако не сме постоеле во отоманско време?
Ако не постоја зборот Македонија и придавката македонски, ако населението што живеело на таа територија во тие простори не се чувствувало како македонци. Зошто некој би го забранувал тоа и зошто би го забранувал, да се прашаме? Би го забранувал затоа што, внимавајте, поистоветувањето на народот со зборот Македонија и со придавката македонски раѓа пркос, раѓа непокор, раѓа еден мајндсет кој што ви дава да бидете стаменити, достоинствени, затоа што за тоа стои голема историја. И ние сега тоа го даваме на страна, сакаме да избришеме меморијата на нацијата како со гума, дека едноставно ние сме нови, ајде сме се осознале после 45-та година од Тито навака и ние сме вејка на ветрот, утре како ветер задува ќе не од корен од корен. Не може тоа така да биде. Не може. Ние имаме во 1594 година македонско-француски лексикон. Отворете го македонско-францускиот лексикон, илјадници зборови има кои што ние денеска ги употребуваме. Добро, ајде да И сега ние ќе кажуваме дека македонскиот јазик било 45-та година. Јас ја замолувам македонската јавност, никој пат да не ја заборави мислата на Блаже Коневски. Татковината е таму докаде што допира јазикот. Денеска појдете во Кавала во Грција, тропнете на секоја трета куќа ќе ви одговорат на македонски. Добро, во Кавала. Но мислам дека никој Било каде во Беломорието тропнете ќе ви одговорат македонски. Појдете во Бугарија, ќе видите дека на македонски ќе ви одговорат. Не, да не се разбереме погрешно. Никој во државата не вели, оваа држава не вели дека македонскиот јазик од 1945-та, тоа го вели официјална Бугарија. Значи, вие велите, ние велиме. Никој тука не го вели тоа. Во однос на Бугарија, на бугарскиот проблем, сакам да ве прашам. Интересно е дека ова со клубовите сега што се случи и со овој Пендиков што нели сега откако беше претепан ги доби сите привилегии во Бугарија, беше експресно однесен тамо, му дадоа стан, му дадоа се што треба. Очигледно е дека некакво сценарио кој се активира сега, бидејќи имавме еден период на затишје реално, од 6-7 месеци, година дена, каде што работите беа потевки, немаше некакви провокации од таа страна и така натаму, но одеднаш сега се еруптираше, како на копче се активираше. Зошто токму сега? Има, например, заклучокот на Советот за безбедност на председателот Пендаровски е дека тоа е влијание од Москва, дека има руски структури во Бугарија, тоа е нивниот заклучок, меѓу останатото. Други анализи се дека е тоа и поради внатрешната политичка ситуација во Бугарија, таму нема влада веќе со години и дека го користат македонското прашање. Што мислите вие? Што се случи сега што Бугарија одеднаш повторно го активира проблемот? Видете, тие историски атавизми мислат дека ќе ги одржат на власт во Бугарија. Јас кога бевме во Благоевград, дадов едно интервју за некој бугарски медиум и велам, ајде погледнете малку од една друга поинаква перспектива. Јас сум го говорил тоа и низ нашиве медиуми. Замислете една влада во Бугарија која што нема да биде оптоварена со постоење на македонски народ, македонски јазик, историја, култура и така натаму. Едноставно, ако јас се чувствувам како македонец, должи се да ме почитуваат како таков. Ако тие се чувствуваат како бугари, должни сме ние да ги почитуваме како такви. Замислете 6 ленти автопат Бургас-Охрид, брза железница Бургас-Охрид. Замислете отворена граница. Замислете културниот идентитет на народот ке струи меѓу себе. Тие од тоа се плашат. Се плашат ако се отворат границите, а во Европската Унија ќе се отворат границите, тогаш македонскиот културен идентитет ќе се поврзе меѓу себе, од тоа нема бегање. Ќе се поврзе меѓу себе и во беломорскиот дел на Македонија, нема бегање. Ние можеме ради предавнишки гарнитури да се откажуваме во устав од член 49 од почитување на малцинства во соседни земји и така натаму, но ние се откажуваме од вистината и од тука сме спротивно на Божјата правда. Ние внесуваме лага во системот. Вие денеска појдете во Бугарија, ќе сретнете илјадници луѓе кои што се нарекуваат себе си македонци. Појдете во беломорскиот дел на Македонија, ќе десетици илјади се нарекуваат. Па секоја вечер имате игранки, пеат, играат ора на македонски и така натаму, струи на социјални мрежи. Вие тој културен идентитет, тој дух на сплотеност не можете да го одвоите од овој народ со промени на устав, со прифаќање на не знам какви небулози, норми и било што. Не оди тоа така. Не оди тоа така. Тоа е ефемерна времена политика која што ни го симнува достоинството и како народ и како држава. Не може да постои Македонија без македонскиот белег во неа. Нека го заборава тоа сите.
Нека го заборава тоа сите едноставно. Добро, не ми одговоривте во однос на прашањето за мешањето на трети земји, еве за влијанието на Русија. Што мислите за тоа? Јас подолго време говорам. Имаме официјален заклучок. Јас подолго време говорам и моите анализи исто така кажува, сериозни анализи од сериозни извори кажува дека во Бугарија резидуите на КГБ структурите, значи тие стари заостанати безбедносни структури и така натаму, поттикнати од некои екстремизми од надвор, од тие нели центри на моќ, дали се диригирани од Москва или не, треба службите да се откријат, да се видат дека тие едноставно имаат за визија да го држат жив соно за Санстефанска Бугарија, да не држат подалеку од себе, да не настане зближување помеѓу македонскиот народ и бугарскиот народ. Едноставно сакаат да има политички земјотрез во Македонија, сакаат да е порозно јужното крило на НАТО, сакаат да оспорат перспективата на Македонија во Европска унија. Значи, тоа е еден сериозен елемент, можеби еден агенс на влијание кој што, да речеме, би одговарал, ако ги гледате мотивите и ако ги гледате генералните цели, можеби тоа се поклопува во тој дел. Затоа во Бугарија веќе имате сериозно нараснување на политичко влијание на една проруска партија таму веќе. Таа се приближува трета по влијание во бугарското општество. Таму имате сериозни потреси исто така во тој дел. Но внимавајте, меѓународната заедница, наместо да врши притисок од каде што доаѓа изворот на екстремизмите, Софија, претходна Атина или не знам некои албански центри на моќ кои што ги форсираат тие екстремизми кај одредени албански политички субјекти во Македонија, наместо таму да го насочи своето влијание и својот притисок, тие го насочуваат по линија на помал отпор таму каде што е најтенко и таму каде што мислат дека ќе се скине и полесно ќе го решат овој балкански зовриен котел. Јас во X наврати говорам дека тоа е катастрофално погрешен пристап и на американската амбасада и на американската надворешна политика во однос на Македонија и македонската кауза во Македонија. Значи, не може да постои Македонија просперитетна, не може да чекори безбедно во Европската унија ако вие постојано го супресирате македонскиот национален стратегиски интерес во татковината внатре. Во моментов тоа се случува. Внимавајте, сите министри, сите официјални представници на владата го избегнуваат зборот Македонија. Ја избегнуваат придавката македонски, едноставно како да се плашат од неа. Зошто се дозволиме во таква ситуација? Зошто дозволуваме да едноставно некој не понижува луѓе? Држава сме. Држава сме. Колку и да се сметаат, колку и да многумина сметаат дека била мала, ваква, таква и така натаму, држава е. Ги има сите механизми, сите алатки, сите инструменти во рака, освен државничко лидерство, кое што ќе уме, знае, ќе си го сака својот народ и татковината, да нагази цврсто на патот да ја направи Македонија просперитетна. Значи, овие работи од една повисока перспектива ќе изгледаат неважни едноставно, буквално неважни. Ако е моќен македонскиот народ дома, ако е моќна Македонија, ако е просперитетно силна, никој од соседството нема да се дрзне да го впери прстот во нашите очи и да рече вие не сте македонци. Па ние со нашата стварност, со реалноста треба да докажеме дека навистина сме потопци на македонците од древни времења. Ако тие имале големи дела во тој историски контекст, како е можно ние да немаме големи дела денеска? А нашите македонци насекаде низ светот да имаат големи дела. Значи, мора да го смениме системот, радикално. Да. Време е радикално да го промениме политичкиот систем, општествениот модел, моделот на општени односите меѓу нас и мора да почнеме да го даваме гласот и доверието на стаменити политички гарнитури, кои си ја сакаат својата татковина, си го сакаат својот народ, немаат ништо против. Ако не го сакате вие својот народ, не може да ги сакате и другите. Значи, прв услов за да има другите доверба дека вие ги почитувате е да си го сакате своето. Станува збор и за албанската етничка заедница, и за мацевските етнички групи. Јас во X наврати говорам. Во X наврати говорам, исто сонце не грее сите. Ист воздух дишем, иста вода пиеме. Не дишем јас повеќе воздух од било кој друг од албанската етничка заедница и од останатите мацевски етнички групи. Ако Господ ни го дал тоа право на сите, кој сме ние да го земаме на другите? Но морат сите да го почитуваат македонското во Македонија.
Тоа е основниот услов затоа што ова е Македонија, луѓе. Ова е држава на македонскиот народ. Таква беше по Јалта, таква е по уставот на ФНР од 46 година. Таква сме по референдумот од 91 година и новиот устав. Таква сме денес. И таква мора да остане Македонија ако сака целиот регион да има прогрес и просперитет и да чекори здушно кон Европската унија. Сите мора да наведнат глава пред фактот дека Македонија е македонска, дека има македонски белег во неа, дека македонскиот народ во таа држава добил системски отворен пристап да целиот свој творечки потенцијал го стави на располагање на европската и светската цивилизација, да едноставно ние како народ исто така и со останатите бидеме додадена вредност за таа европска и светска цивилизација. Не можете вие да потиснувате, внимавајте, ако албанската етничка заедница се чувствуваше во еден период потисната и така натаму се бореше за своите права, така? Нели? Добивајќи ги своите права, се ослободуваше творечкиот потенцијал. Не можете вие тоа да го правите за сметка на македонскиот народ, да го потиснувате, сите останати да ги добијат своите права, македонскиот да биде супресиран во својата татковина. Тоа раѓа нервоза, тоа раѓа фрустрации, тоа раѓа траума. И тоа, внимавајте, во еден друг историски контекст, поттикнат од разни октруирани екстремистички центри на моќ ќе го породи македонскиот радикален национализам еден ден. И тоа ќе биде страшно за Балканот и за регионот. Значи, ние треба да бидеме мудри да ги пресретнеме трие работи. Ако не дозволиме здушно и американската амбасада, и американската надворешна политика, и овие останати европски центри на моќ, да македонското во Македонија се експресира во полн творечки потенцијал, ништо помалку и ништо повеќе од било која друга етничка заедница или малцинска етничка група, ние немаме перспектива, никаква европска перспектива. Џабе ќе отварате устав, џабе ќе менувате устав, џабе едноставно ќе го лажете народот дека ние на тој начин се придвижуваме кон Европската унија. Не! Со понижување, со тапкање по глава, со омаловажување, со навреди кон нас, кон македонското во Македонија, кон обезличување на Македонија од македонското во неа, ние одиме надолу, луѓе. Сите ќе одат надолу со нас. Никој не може да крене глава. Не можете да ја промените Македонија, а да нема македонско во неа. Добро, господин Ристовски, ово што го зборувате цело време некако зборуваме за тоа надворешно влијание, за тие меѓународни односи, но ајде малку да видиме со нас самите, да видиме во нашиот двор, што се вика, каде се нашите мани и фалинки, бидејќи знаеме, многу се зборува за корупцијата, за системот. Еве гледаме што се случува и со институциите, последен случај е ова со Фондот за здравство, каде што целиот систем е пробиен, не знаеме од кого, не знаеме како, веќе со недели бараме одговори. Јавноста не добива одговори, а таму се сите податоци на сите македонски граѓани. Знаеме, имаме боред овие дојави за бомби, не се само македонски синдром, феномен на целиот Балкан не се откриваат никаде, но сепак на некој начин чувствуваме дека и против државата се води некаква хибридна војна цело време, но некако институциите како да не се снаоѓаат баш тука и сето тоа е поврзано со системот, со функционирањето на институциите и на крај врзивно ткиво на целото тоа знаеме е корупцијата. Корупцијата е еден од елементите кој што ни е наш национален белег 30 години. Јас сум го кажувал тоа во икс наврати, но добро е да го повторувам тоа, за да македонската јавност свати и знае дека има реномирани меѓународни институции кои што ги следат тие процеси. Global Financial Integrity е една од тие институции која што ја следи корупцијата во сите посткомунистички држави. И внимавајте, Македонија убедливо предличи таму. Зошто дозволивме ние во овие 30 години да имаме отворен систем, отворена рак рана во тој општествен организам во која што секој може да брца? Едноставно, повторно мораме ние радикално да го менуваме системот. Има начин тоа како елегантно да се направи. Внимавајте, дувлото на корупцијата се капиталните инвестиции. Било да се тоа на ниво на државниот буџет, било да се тоа на ниво на општинските буџети. Капиталните инвестиции се буквално дувлото на корупција. Ние во суштина треба да ги одземеме. Но тоа се во основа буџетите. Дали е државен, дали е локален буџет. Зборувам сега за делот од буџетот кој што се однесува на капиталните инвестиции, кој што во Македонија се движи некаде од половина милиарда за крупни капитални проекти, околу 150 милиони субвенции. Зборувам тука и за пакетот со субвенционирањето од државата. Значи имаме некаде околу 650 милиони евра во оптек, кој што се потенцијално дувло за корупција. И тука се вперени очите на сите,
коруптивни, дали било тоа Социјалдемократски сојуз, дали било тоа ВМРО ДПМН, дали било тоа ДУ или било која албанска партија, очите им се вперени таму. Сите сакаат да земат, нели, да брснат во грнето со мед, сите сакаат да земат процент од туѓото. Како ова може да се среди? Може многу едноставно да се среди. Ние во програмската платформа дадовме идеален модел. Идеален модел кој што е логичен и разумен. Целиот пакет на капитални инвестиции, односно оној процент, освен оние што се нужни, непрофитабилни и така натаму, кои што мора да ги направи државата, не знам, одредени регионални патишта и така натаму, или регионална инфраструктура, водоводи, канализации, не знам, електрична мрежа и така натаму. Целиот тој пакет треба да влезе во еден посебен македонски инвестициски фонд, како удел на државата не повеќе од 33%. И рековме, мора да се ослободи финансискиот систем во Македонија со 3 слободни финансиски зони: Скопје, Охрид, Струмица. Ние го нарековме СОС модел, каде што Охрид ке станеше криптовалутен центар. И тука вие ги внесувате со нулта стапка на одоначување приватните инвестициски фондови. Не зборам за шпекулативни фондови, зборувам за здрави приватни инвестициски фондови кои што во моментот во Америка се некаде околу 11 трилиони долари слободни финансиски средства на пазарот. Тоа е еден значителен финансиски импут за македонската економија, за македонскиот бизнис, кој што тоне во инсолвентност, немаат свеж капитал за да можат да ги движат своите проекти, да ги движат едноставно своите, нели, бизнис перспективи. И сега внимавајте, во тие приватни инвестициски, во тие слободни финансиски зони, овие приватни инвестициски фондови, услов ќе биде за да влезат во зоната, за да ги користат привилегиите на нулта стапка на одоначување, да влезат со 67% во тој main фонд, Macedonian Investment Fund, Македонски инвестициски фонд. Тие мора да влезат таму, со удел. Тоа значи вие веднаш од овие 650 милиони правите, додавате уште 1.3 милиарди. Заедно се околу 2 милиарди. И тоа е еден силен, моќен потенцијал. Истиот тој фонд ќе има право да се јавува на сите капитални јавни објави и огласи и така натаму за крупни инвестиции, па Македонија да се направи ветерен парк сите зони. Македонија да се направи соларен парк, па 49% или 50% плюс златна акција да се продаде МЕПСО, за да се овозможи влез во енергетскиот систем, па да го внесете хидрогенот, да внесете милион проекти. Ние, нашите партнери, да речеме, еден инвестициски фонд од Британија, со CEO-то разговараме и вели, ние соработуваме со KPMG, дајте една физибилити студија за целата апсорбциона моќ на Македонија. Да видиме колку се тие профитабилни финансиски проекти кои што може да вшмукаат капитал. Не станува збор, луѓе, за мали износи, станува збор за милиарди. Вика, ние не доаѓаме испод 50-100 милиона фунти. Значи, станува збор за сериозни проекти. Овој Македонски инвестициски фонд ќе има право да учествува во таа конкуренција, јавна конкуренција, максимум до 33% удели од проектот. И тука вие веќе добивате нови 67 импут од останати приватни инвестициски фондови, веќе во Македонија создавате еден свеж капитал. Економијата ќе забревта, луѓе. Работна рака ќе има потреба овде да има. Умовите ќе почнеме да ги враќаме од надвор. Едноставно може да се разигра овој систем со многу едноставни потези. Да, но еве може да се направи тоа. И овој ваш предлог, кој е во вашата програма, има и други предлози, има и трети, не е битно. Се чини дека нема политичка волја за тоа. Дека, повторно ќе кажам, големите политички субјекти едноставно немаат слух. Па внимавајте, за ништо. Значи, зошто немаат политичка волја? Затоа што имаат монопол, имаат лагодна позиција, имаат зона на комфор. 58% од населението не гласа, го имаме доминион моделот, ние ќе си ги штелуваме и парламентарните локалните избори, и Македонија ќе тоне, народот ќе ни се иселува. Ќе оставиме ова ледина, нема кој да ја работи. Едноставно, јас цело време говорам дека нацијата мора да се покрене. Медиумите и сите останати агенции на социализација мора да се покренат, луѓе. Ние сме во алерт фаза. Сметате дека цунами доаѓа на светската политичка сцена. Ние не сме подготвени да го пречекаме тоа цунами. Може да не збрише и како држава и како нација. Што друго треба да се случи за да се отрезниме, да се поместиме од зоната на комфор и да речеме, чекајте бе луѓе, дај да почнеме да промислуваме, да ја задржиме татковинава. Не е целата среќа децата да не отидат надвор и да работат за туѓи бели дворови. Ние мора да најдеме начин
од Македонија да направиме пристојно место за живење, има начин како, за да дојдеме до политичка волја како, ќе мора да разиграме политичката цена, ќе мора Интегра да влезе во власта, ќе мора нови други политички субјекти да влезат во власта, ќе мора да се даде шанса на нешто ново, луѓе, на нова визија, на нешто што им ги чеше ушите на луѓето. Ако им ги чеше ушите, тоа значи дека тие во срцето длабоко го посакуваат, но е потребна одлука. Не е одлука да седите во зона на комфор и 58% од населението да не го дава својот глас. Не. Тие да излезат, тие ќе формираат влада. Тие ќе си ја формираат владата. Не овие останати, нели 40, 43, 47%. Значи, овие што се сега неопределени, што уште се во зона на комфор, тука е силата на нацијата. Јас тврдам дека во нив е моќта да направат радикален политички пресврт во Македонија и на политичката сцена. Но медиумите треба да помогнат во тоа да се ослободи таа творечка енергија на секој индивидуа, на секој поединец луѓе. Македонија има и благодат од Бога и јас икс пати говорам, грев пред Бога е да бидеш сиромашен на ова тло од благодат. Луѓе, вториот и третиот басен на вода во Европа е Солунска глава и Галичица после Винскиот. Најквалитетен басен. Тоа е еден страхотен ресурс, каде год да копнете. Македонија во Макнамара студијата во Америка се нарекува Ризница во време на Благој Попов. Ја мислам, медиумите треба да најдат таа студија на Макнамара, да видат што се има Македонија и како се потенцијал има Македонија. Да видиме колку Македонија има нафта и газ во делот на Боријово према Беласица. Да видите дека Македонија енергетски може да биде не само независна, еден од столбовите на идентитетот е енергетската независност. Луѓе, ако сакате да имате цврста, стаменита држава на која никој ништо не може, мора да бидете економски, енергетски независни. Мој предлог е најдете таа студија, ја не сум слушнал, прв па слушам на вистина, можеме во некоја емисија да ја видиме, да ја презентираме, на вистина интересно би било. Во ред, ви благодарам, господине Ристовски. Можам еве на крај само една кратка забелешка моја да дадам, некако сте поретко последно време во медиумите, се надевам ќе ве гледаме почесто. Па јас еве јавно пред сите кажувам дека не сум одбил ниту една покана на ниту еден новинар за било која интервју или дебата. Тоа значи медиумите ако ме поканат, доаѓам. Ако ми поканат тимовите на Интегра, да. Ние сме отворени со јавноста, транспарентно ги споделуваме нашите гледишта, нашите стојалишта. Единствениот медиум кој што ни остане е нашата фан страна, официјалната службена фан страна на партијата Интегра и веб страната. И едноставно, нели, овие видеа што ги праќаме соопштенија по медиумите и така натаму, грото од телевизиите не ги пренесуваат, а има во нив изворедна и мудрост, и визија, и иницијативи, и сериозен критички осврт, но е тоа што е. Значи, медиумите ќе мора да се отвара за едни нови радикални поинакви гледања на политичката сцена. Не е целата мудрост и вистина те во Социјалдемократскиот сојуз, те во ВМРО-ДПМН, те во ДУИ или не знам која албанска етничка политичка партија. Имате и нови ликови надвор од политичките партии, во интелектуалната елита, ние тој творечки потенцијал мора да го изнедруваме во медиумскиот простор, да луѓето слушаат разни визии, идеи и така натаму и да се искристализира тоа кое треба да владее со татковината и со државата. Добро, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и вам. Љупчо Ристовски, претседател на Интегра. Останете со нашата програма, одиме со едни куси, реклами и продолжуваме со Александар Трајановски, заменик градоначалник на градот Скопје.